Благодарам, председателе. Навистина не ми е јасно зошто го отфрлате овој предлог амандман, кога сите сме свесни дека со секој нов ден оваа влада ни носи нова криза. Во вакви околности сосема е логично овие категории граѓани секогаш да добиваат финансиска поддршка која реално им е неопходна за да обстојат. Кој знае уште колку и кој знае уште какви вонредни или кризни состојби ни предстојат, зошто да се состануваме секоја месечина, кога овие категории граѓани секогаш треба да добиваат помош од државата заради власта која ги доведе до овој степен. Што ќе им закрпиме во период од само 4 месеци? Еве, кажете ми, што ќе им помогнеме во период од само 4 месеци? Ништо апсолутно. Во услови на инфлација од 20%, потрошувачка кошничка од над 50.000 денари, која се зголемува за над 1.000 денари месечно, сметам дека со помош од 4 месеци не ми е јасно дали очекувате граѓаните аплауз да ви дадат можеби. Според податоците од ССМ, во споредба со претходната година, за 16.940 денари е зголемена потрошувачката кошничка, а за 1.290 денари е зголемена само во споредба со минатиот месец. И ова, денешниот ден, ви беше шанса да покажете барем еднаш, барем кога станува збор за ранливи категории граѓани, дека не сте слепи послушници на владата и да им овозможите помош и поддршка на, како што побаравме, на сите самохрани родители, на пензионерите, на средношколците, на невработените лица кои се активни баратели на работа, на децата без родители и родителска грижа, како и корисниците на гарантирана минимална помош. Джоа нудите некој пакет мерки и јас навистина не знам каков е овој пакет мерки во кој имаме категории граѓани кои што сте ги испуштиле или поточно заборавени категории на граѓани. Дали еве според вас не е криза за самохраните родители со деца кои што чија што возраст е над 7 години? Знаете ли колкавав е трошокот за деца точно над 7 години? Уште еднаш ќе кажам дека денешниот ден ви беше добра шанса да покажете дека не ја поддржувате слепо владата и да им дадете и да им овозможите помош на ранливите категории граѓани не само во следните 4 месеци, туку секогаш кога ќе им донесете кризи. Може би посоодветно во амандманов ќе беше наместо секогаш да наведеме додека Социјалдемократскиот сојуз и дуи се власт, бидејќи додека владе оваа власт, Македонија и македонските граѓани ќе живеат во криза. Ви благодарам.